Zašto vedu kazak laje lazo poput rajkov? Zašto vedu kazak laje lazo poput rajkov? Јас со другарката Вера се запозна 43-та година у време у партизани. Она како раководител на АФЖ, јас бе тогај на младинската организација. Па ние од 44-та се познаваме со Марика. Се од времето кога бевте вие Да. Тие се од баба, од мајка, од баба правава. Нашите баби не знаеја грчки. Нашите баби не знаеја грчки. Мојата баба не знаеше. И ние македонски си зборевме дома. За време народно-ослободителната борба против германците. Сите бевме во партизаните. После во граѓанската војна сите беа жените, јас само не бев, ја бев тука во Југославија дојдов. Села мојда ода, млади невести мојда гледа. Вамбелски овни мојда печа, леле девацки бурези мојда јада, леле бери по. Петули во тиган. Шум ќе се роди бебе, одма мајките прават петули. И викат комшиите сите да јадат петули. И неговата мајка се роди во Албанија на Пато. Без петули. Без петули и порасте. Кога не спијам, кога се секирам и за моите деца, желба ми е само една. Дали еднаш ке децата мои ќе овиде селото? Од какви камења, од какви маки? Партизани одеја децата, отидоја слобода да добијат. Сите млади, тие што каза, 39 души млади, од една куќа 4 братја се отепани. Од една куќа 3 братја и едниот брат му беше умрен, а мнуче од брат го растее, донето и тоа се отепа. Све млади. А само за Македонија, за желба Македонија да биде слободна и да се испее македонска песна. Ајде, Цано, ова година добра е. Здравје и мир да имаме. И Македонија да ни ја признаат и да можеме да одиме ние во нашите места. Тоа е главно, наша желба. Ме праша дали можам Да нема граници во Европа. Ме прашам дали имам надеж Македонија да се обедини. Ја викам последните зборови на Паскал пред собранието му ги памтам. Цане, ние сме стари, ќе умриме, але ти Македонија ќе ја дочека слободна. Tako da
nena, lele de Somali, cercamo in aramo, lele posrite, selamo i da oda, mladine, vestimo i da greda. I se do morini da se žena, lele pa morini da se žena.
Seto mi se
сме деца на майката земја и ние имаме право да живиме и ние имаме право да живиме. Нека во другите живот што живее, а ние страдаме, од гладот сумираме, а ние страдаме, од гладот сумираме. Слобода немаме, правини никакви, а кога и бараме, затворо го најдваме, а кога и бараме, затворо го најдваме. Во затвор сме мачени, костите ни кршат, на менде мене глава и крвта ни ја пија. На менде мене глава и крвта ни ја пија. Значи беше човек што го интересираше фолклорот од сите делови на Македонија, како да и од Пиринска, и од Егејска, и од Вардарска. И треба вика тоа е наше богатство. А 17-та година, кога ние сите од Егејска Македонија, другарките, се собрахме во ова република тука, во Скопје, и решивме да направиме едно вака културно друштво, фолклорно, со желба на нашите баби и мајки да не остане незаборавено од нашите песни од Костурско. И ние се решивме, сите повеќето работеа, други не, и вака од куќе во куќе се собиравме и песните ги пеевме дома во селата што ги пеевме. Сега таму ни беше забранет на нашиот македонски јазик. Добро, ама ние по куќите си ги пеевме. И за време на народно-ослободителната војна имавме формирано и културно-просветни друштва. И така одевме по селата и ги пеевме песните. И решивме вака од нашите мајки како аманет, по нивна желба, песните да останат за секогаш, бидејќи се наше културно богатство. Лудо ми тера три кони. Лудо ми тера три кони, сите три кони ујди. Лудо ми тера три кони, сите три кони ујди. И она песна многу ја сакаше. И еден ден бевме во Токуманда, таму едно друштво, и таму го видовме Фишов. Вика, не виде, вика, шо барате вие тука? Вика, еве, ние сме фолклористи, како води, сега имавме наша група Костурчани. Ајде со мене тој. Вако беше. Кајка автобусот. И не донесе во Кочораци, овде. И тука имаше едно здружение, само мажи од Воденско. И вика, ета мам, вика, и тие се возрастни, и вие возрастни, ќе формирате група, вика, од Егејска Македонија. И тогаш, таму како кореограф, беше Дојчин Матевски.
И се спремаше, тога беше 71 година пролетта. И Дојчин вика, дајте да направиме една програма и како ќе настапиме на Балкански фестивал. И направивме една програма со песни и обреди од свадби. Фирфов беше многу воодушевен, што да ви кажам. И после, истата година, во август месец, требаше да се отворат Илинденските денови во Битола. И ние учествуваме пак заедно со Фирфов. Тој толку беше воодушевен, бака со нас леташе, што да ви кажам, многу беше воодушевен. И после, кога заврши, добивме награди и таму се. И после вика, ќе доаѓате и на телевизија, на радио, и пееме песните. Месечино новино, ти лепо вечера да гре, ти лепо вечер да греш, вечер ке бера сватови. У радио телевизија го упозна Фирфов. За мене тој човек представува еден човек, не знам со колку големи срца, патриотски, македонски. Тој труд што го туреше тој со нас, без пари, без ништо, ако немаше таа желба, како македонец за Македонија, не го правеше. Одеше од куќа о куќа. Луѓето, може некои, не му е знаеме и целта. И ние што растеме не знаеме дека толку вредна е нашата историја и нашите обичаи. Нашата носија е повеќе вака во црно, во темна. Тој е од, и самиот тој велеше, тој е од робството турско што го имаме и сите жени све во црнина облечени. А не само во црно облечени, шејаците, останите све светли. Але беше другото обичај што си го додрзаме. Немаше невеста во селото, например сега на Велден, да оди од црква, без да нема пендолира, викаме пара толкова златна, па со 3 карфици, па и бенгјуши златни. Немаше, тоа беше како има, нема свекор, ако ќе зева невеста, треба да има и пендолира за невестата. И тој тие обичаи многу ги сакаше и многу ги запишуваше. И што да ви рече, човекот ни беше останато душа. Знаевме дека вистина не почитува и не сака. Не, ако кажа, ако не беше Фирфов, овие песни нито ќе ги испеат. Нито ќе испеаме. Немаше да останат. Мари мој планина, помали, мари мој планина, леле со мали, керка мој на рамо, леле посвите, села мој да ода, младине